Утре 18 ноември во село Чешиново во 12 часот и 30 минути ќе се жнее првото и единствено поле со ориз во Македонија, наводнувано со систем капка по капка во собственост на Јордан Чолевков. Новиот начин на наводнување резултираше со заштеда на вода од речиси 40%, заштеда на време од 65%, олеснат процес на хемиска заштита, значително намалување на плевелот, зачувување на хранливите материи во почвата и намалување на емисијата на стаклени гасови од полето. Дополнително овој начин на наводнување отвора можност за производство на органски ориз кој не се произведува во Македонија, а за кој има голема поверувачка во Европа. Овој современ начин на наводнување е широко распространет низ светот, но оваа година за прв пат се примени во Македонија преку иницијативата Одржливо производство на ориз, спроведена од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси во соработка со програмата за заштита на природата во Македонија, кофинансирани од владата на Швајцарија. На жетвата ќе присуствуваат и даваат изјави Михаил Цветков, министер за земјоделство, Димчо Дамјановски, агроном и специјалист за регионален развој од проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, и Јордан Чолевков, собственик на парцелата. Одржливото производство на ориз со помош на наводнувањето капка по капка е клучно за адаптација на земјоделството кон климатските промени, но и за зголемување на профитабилноста на оваа култура. Работното време кое се штеди со овој начин на наводнување ги ослободува земјоделците да обработуваат поголеми површини во истиот временски период, овозможувајќи им да го зголемат нивното производство. Со дополнително усовршување на земјоделските протоколи кои се користат со наводнување капка по капка, возможно е зголемување на приносите на ориз до 20%, дополнително зголемувајќи ја профитабилноста на оваа култура. Од 2013 година до 2015 проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси за прв пат во Македонија го воведе наводнувањето капка по капка на пченка и сончоглед преку донација на системи за наводнување на 280 полиња. Денес преку 300 земјоделци го користат овој начин на наводнување на повеќе од 700 хектари со пченка и сончоглед. Со помош на овие системи, земјоделци успеа да ги зголемат приносите за 2 до 3 пати, да користат 30 до 60% помалку вода, а при тоа да потрошат 10 пати помалку време за наводнување. Како што се зголемува бројот на земјоделци кои ќе користат овој пристап на производството на пченка и сончоглед, а сега и ориз, ќе се подобрува конкурентноста, профитабилноста, продуктивноста и одржливоста на малите земјоделски бизниси.